Поштовање на сите луѓе мои. Добар ден. Ја се припремме за карнавалска забава да биде интересно за сите присутни. Дружено. Дај право да си го влечем горниот дол. Ама нема зашто го влечеш, ти што немаш ти? Как нема? Само това ли ме? Това имам тако, камна црвено. Ајде црвено да го влечем и долу. Чекайте страна малку. На страна оде таму, още, беј. Најубавата маска. Што представува? Сурвар. Сурвар. Сите сме исти. Сурвар или странчинар? Ема тука страничар. Во Струмица страничарски традиција. 30 години учествувам на овој страничарски карнавал. Цветко Багашевски, секоја година наградуван и задоволни ме чекаат со љубов да излезе Цветко Багашевски като секаде на други карнавали, сега и овде. Каква маска носите оваа година? Оваа година носам 4 маски, 3 поединечни и една групна. Од сите бранши на карнавали, од сите маски мислам. Да ни ги објасните? Која маска што представува? Ова маска представува мокриевска традиција. Традицијата на Мокриево што постои со генерации и генерации и човекот што го прави баркаданот, ова година имам желба да го направам да еден голем спомен. Ајде право си види, да се влечем. Коленка. Не држете го малку отзад. Држете го држете. Ајде. Коленка. Браво. 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 Одете всичко на себе. Sad malo gore. Ajde sad malo gore. Kapčka je klavašim na gore. После тишина, чекај, ета. Фат. Контролни. Так не газни. Дека црвеното може, бе? Добар, одличен е. Летя на тук. Дай прав губите. Браво. Спараш, бе. И тежко. Дај не моите црвена, бе. Нета. Која црвена, дај не црвена. Јас та. Где е на виста? Која црвена? Која црвена, бе, црвена. Ти купувам војна да смо идели. Војна да смо идели.
добар ден. Еве денеска се наоѓаме во Мокриево, Струмичко. Денеска имаме една прекрасна манифестација која е исклучиво специфична баш за овој регион, односно за нашето село. Зборот, еве, прво ќе почнеме од зборот Странчанар. Зборот Странчанар значи нешто возвишено, односно сурвер во повеќе места се нарекуваат сурвари, кај нас е Странчанар едно специфично име. Тоа е лице кое е облечено во специфична облика и на денот 14 јануари рано наутро го зема својот костим и почнуваат да шетат низ самото село Мокриево. Значи главна цел на Странчанарите е покрај тоа што да соберат дарови, да го избракат лошото. Сега тоа е апсурдно, нели, но еве го толкуваме. Денеска очекуваме да имаме околу 10 маски. Имаме гости од Прилеп, село Ратово Беровско и локални маски како од Мокриево, така и од Струмица. Оваа традиција е со векови, еве јас повеќе време ја истражувам оваа традиција, баров и во, да кажам така, и во турските архиви и во Бугарија, но не сретнав точен податок од кога датира. Нема пишан податок од кога датира. Сега за возобновување 2006, еве оваа година бележиме јубилеј од 20 години. И истата, како веќе што спомнав, нема пишан податок од кога датира. Дай на Антона сник. Антона, вземи за сник. Кој рози таа срема? Кажува ти укачвача, агитура с таков пистолет на кипсографона ми станат да ви Каде сте? Бугарија. Што е вашата маска? Губина маска. Што представува маската? Ставаме на кухните на селото. Да гонеме злите духове. Се наоѓаме во село Мокриево, Струмичко, каде што денеска се одржуваат странчинарските игри, една долга традиција која едно време беше прекината, меѓутоа сега пред десетина години, благодарение на неколку ентузијасти, тие се обновени и на еден начин имат меѓународна функција, односно меѓународен карактер, бидејќи овде доаѓаат и странчинарски групи од соседна Бугарија, конкретно од Петрич и селата. Овие игри се одблесок, се рефлексии на некогашните сурварски игри кои што се играше во сите села и ден денеска се играт, меѓутоа не со таков интензитет и кои што
го слават доаѓањето на новата година, доаѓањето на новото сонце, доаѓањето на нешто ново, нешто што ќе донесе подобар, постраќен и побар живот на луѓето од овој крај, па и од целиот свет. По тој поглед сакам да кажам дека подолго време го истражувам овој сегмент и може да кажам дека во Подгород се задржани доста интересни остатоци од предхристијанскиот период, кои што и ден денеска можат да се сретнат во некои населби. Меѓутоа, кога сме тука, денеска е вистинска слава, значи доказ дека овие обичаи треба да ги негуваме, треба да ги чуваме, бидејќи имат еден карактер на здружување на луѓето, имат кохезионен карактер. Луѓе од разни места, од разни населби, села, доаѓаат овде, се добиват ритуален ручек качамак со колбасица и ја следат програмата, ја следат групите, маските и така натаму, така да на еден начин овој денешен фестивал на етнолошки фестивал има и улога на едукација на странчинари, бидејќи групите се подмладуваат, групите значи не се вечно исти, туку тие од ден на ден добиваат нови членови и со тоа традицијата се продолжува. Не ја чуваме оваа традиција, ова е уникатна. Оваа традиција допринесува да кажеме дека не сме како другите, дека сме посебни, дека во Македонија се уште живеат обичаи кои што треба да ги почитаме и да ги сакаме. Кој е рецептот за овој качамак? Добар ден, прво добар ден. Јас сум Живко Спасов, организатор на карневалските игри и фондатор и од првите луѓе на карневалот. Значи така, тоа е наједноставно јадење и најевтино за нас по сиромаштијата. Состојките се 3 работи. Че вода, ченкарно брашно, сол и свинска маса. Друго нема тука. И така да е многу здраво за јадење во денешно време. Сега ние после ќе послужиме со некоја наша домашна колбаска, макриевска, био, и ќе видиме што ќе даде резултат. Вие рековте дека сте еден од возобновувачите на овој карневал. Да ни објасните од кога, како се роди идеја и што се сеќавате од детството на странчинарските игри? Значи така, сурва во Мокриево е од големо значење, од генерација на генерација се пренесува. Јас како жител на Мокриево, веќе 60 годишен маж, од дете се сеќавам за сурва и никој пат сурва не е застанала. А меѓутоа, од 2005 година
малце пробаваме да го направиме сурва по-модерна. И од тај случај 2006 прераснаваме како денеска што сме во таа програма, благодарение на Добрила Достинова, заслужна жена за Мокриево. Ако ме слуша, треба да дојде и ако е тука да го барам да го видиме и така да сурва останува традиција и ќе остане традиција во Мокриево. Нема сурва да згасне Мокриево додека има млада екипа, добра екипа има за работа. Што би расправале вашите стари? Што биле страчинарите? Види сега, страчинарите за Мокриево се тие, значи кога маскирани луѓе со силни звонци, со дженгараци на Мокриевско да кажем, таа е наш збор дженгараци, значи ги терале злите духови. Злите духови. И така дочекот на стара нова, значи испраќај на стара нова за новата да биде берикетна, да нема духови, да нема тоа, значи символот на санчинарите тај. Василев Кръстов Мокриев, Мънка Ваня Мокриев, Лазо Джонтак Борисов, Санчо Кръстов Мокриев, Илиевко Михаил Мокриев, Викто Жълтар Мокриев, Санчо Кисен Мокриев, Найденов Бошко Мокриев, Стоянов Георгия Мокриев, Сузио Мария Мретов Мокриев, Иванов Драги Мокриев. Да прерасна ова манифестација. Странчинарскиот дух во срцето на странчинарските игри не е само надпревари. Тие се приказна за упорност и честност надпрева, за смеја, за дружба и за спомените што се пренесуваат од генерација на генерација. Оваа традиција не се чува само во книги, туку се живее на терен. Значи ви кажам добар ден. Значи сите тие што имате дечиња за да поминаат од ракијата, ќе ве молам да не правиме гужва, да има добар ред за сите да поминат. Ако имаме гужва, ќе имаме недоразбирање. Значи, ајде почнејте од тука до Санчинарот, ама од линија, сакам да бидете од линија, да бидеме разберливи, ќе ве молам. Добро, и не се подајте сега. Како што тракманата сакам така сите да дојдете. Може ли? Само ми да не идеја. Ќе ве молам. Инката, Коле. Деси. Значи, браво, застанете така, сите ќе поминете толку, апош нема да се бутам и нема ништо. Дай ми една А чё?
Дай ми ръкия. But most of all, because I love thee. And I want so badly to be good. 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 To be good.
Маска број 4. Прочкари прилеп. Еднаш се живеел еден човек по име Ное. Тој бил личност која го сака Бог. И Бог исто така го сака Ное. Но за жал, тоа било време кога на земјата се надмножи лошотијата, насекаде крадење, лажење, убиства, очи си вадат едни на други и правеле многу зулуми. Бог морал да смисли решение за да ги зачува праведните луѓе и да ги заштити од лошите. Му рекол на Ное да си направи кораб висок 30 лакти, а широк 50. Во коработ да земе од се што е живо, од се по едно суштество, женско и машко. Рекол дека на земјата ќе фати голема поплава и ќе изумри се што е живо и се што се наоѓа на земјата во тој миг. Сепак, еден ден, кога се било подготвено, Време е да преземиш нешто да го може. Но е... Ај, Сузе, Сузе. Ај, за те мора да направам бицепски ме за лёгке ме направам. И да почне се одново. Како ќе почне да го Боже, а посотриш се. Но е, ти си избраниот и ќе го продолжиш човечкиот род. Ај, закъсне, шо? Ај. Дело Боже, тоа за мене е голем товар. Јас така решив и така ќе биде. Но е, ти заповедувам да направиш голема арка. Уште порано имаше ракијата, само немаше звонците глија. А мојот син купи од Бугарија звонци, многу скапи купи, и тогај почнаа, вика мамо имал го, а дето викам имаше, за што имат мана деца, што не може да говорат, што са болникави и ќе земат од таа ракија.
Многу души довеждаа од Скопје, од Велес, довеждаа, зимоваа и после се враќаа да се зафалуват од имало помош од таа ракија. Супер, тетка Зорка. Значи,